Добро вечер. Вечерва во 24 на анализа на тема македонската диаспора, состојби и предизвици. Партнер на државата во битката за меѓународните позиции на земјава или заборавено дете. За сите овие теми и дилеми, мој гостин вечерва е председателот на Обединетата македонска диаспора со седиште во Вашингтон, господин Мето Коловски. Добро вечер и добре дојдовте во 24 анализа. Добро вечер, Бове, ви благодарам многу. Имаме неколку поводи, многу сте активни деновиве, особено овдека во Македонија, но и надвор. Да почнеме со она што ќе се случува во Австралија. Да, благодарам. Вечерва правиме гала вечера, прв пат во Сидне. Таму на таа вечера ќе биде еден од главните гости, министерот за надворешни работи на Австралија Боб Кар, кај што ќе му се доделува нашата награда за пријател на Македонија и македонската заедница, како и господинот Лук Семкинс и господинот Стивен Джонс, кои се пратеници у парламентот, кои се председавачи на таа група на пријателство во австралискиот парламент за Македонија. Така да таа вечера планираме гости од цела Австралија. Мислам дека од прилика 250-300 гости ќе има на вечерата. Исто така ќе се доделува животна награда на Мик Веловски, човек кој е 89 години, еден од првите активисти на македонската заедница во Австралија, и ова е на некој начин благодарница до минатите генерации на македонци активисти и на некој начин порака за напред кога доаѓа за признавање на уставното име. ОМД вообичаено се врзува со работата на американскиот континент. Дали се ова обиди поинтензивно да се наметнете и меѓу македонците во Австралија? Ние не сакам да бидеме сватени дека се наметнуваме, поради тоа што двајца од нашите коосновачи на ОМД во 2004 година беа македонци од Австралија. Така да ние од секој пат сме имале некаков вид представништво во Австралија. Имаме представници во сите градови скоро во Австралија и јас бев на турнеја 5 недели скоро во Австралија и Нов Зеланд во 2010 година да се промовира организацијата повеќе. И нашиот колега директор Ордан Андреевски, мислам човекот е извонреден професор и менаџер и мислиме дека многу добро имаме постигнато во Австралија да се етаблира ОМД, да биде запознаена како организација која покушува да ги обединува македонците и ефективно и дипломатско да ги представува нивните интереси пред австралиските институции. Специфична е состојбата особено во Австралија поради оној црковен спор кој што буквално предизвика раздори во самата македонска заедница. Од тука каква е соработката ваша со сите тие таму, би рекол, поделени и разделени групи, особено со црковните општини, Сдруженијето на македонските заедници, македонските комитети за човекови права? Да, видите, ние заземуваме страна во овај проблем со црковниот проблем, и сепак ние сме не владина, не верска, не партиска организација и ние сакаме со сите да соработуваме и да имаме отворен диалог. Сега, но тоа дефинитивно ни штети што скоро 10 милиони долари се потрошени за тужби поради овај спор и што побрзо ќе се реши, што подобро ќе биде за нашата заедница, поради тоа што јас кога бев во Австралија немаше човек кој не ми го спомна тој проблем. И ве прифаќаат и едните или другите или остануваат секој да си ја тера водата на своја воденица како што се случува со години? Да, зависи од активноста. Мислам дека кога доаѓа за прашање за името, имаме на некој начин сите разбрано дека мораме да соработуваме на некој начин. Колку оваа награда која што ќе ја добие австралискиот министер може реално да придонесе за таа лоби битка која што ја води ОМД за признавање на македонското уставно? Прво сакам да кажам дека Македонија има многу пријатели и многу е добро кога ќе им се заблагодариш на некој начин со ваков вид на награда, особено престижна награда која се доделува до конгресмени, сенатори и други фаци, на пример во Америка и странци. Ова е прв пат некој од Австралија да ја добие ова награда. Боб Кар е првиот министер за надворешни работи на Австралија која има отворена, како да кажеме,
држиме диалог со македонската заедница, ја има посетено македонската заедница, има изјавено каква битна улога игра македонската заедница во австралиското општество. Така да мислиме дека во иднина, барам се надеваме за неговиот мандат како министер за надворешни работи, иако има избори во септември во Австралија, дека Австралија ќе донесе таа позитивна одлука да ја признае Македонија, но ние не се знае тоа. Ние ја даваме поради тоа што малку наивно прозвуче, морам да признам, и беше протолкувана таа ваша изјава дека очекуваме, бидејќи признавање на уставното име од Австралија, бидејќи неретко се случувало да биде споменувано уставното име, меѓутоа тоа да не значи ништо. Па, знаеш, например, во Канада, кога се случи признавањето, вечерта пред признавањето, Министерството за надворешни работи ми се јавија и ми кажа дека утре сабајле ќе го повикаме амбасадорот да му соопштиме веста дека ќе признаеме Македонија под уставното име. Така да не се знае. Во Канада очекувавме ќе се случи одма, дури во 90-тите години поради македонската заедница и активноста на македонската заедница, али се чекаше до 2007 година, во Америка 2004 година. Така да не се знае, вакви работи се деликатни, мора да се работи дипломатски, професионално и ефикасно. Колку е бројна и моќна омада за да го прави тоа, споредено со гигантската, добро организирана и добро финансиски поддржана панхелинистичка организација? Да, во тие, видите, многу не се кизне колку грчките организации колку што се грците вработени во администрацијата во разните држави. Грците се доста етаблирани во многу институции, македонците, например, сега во Конгрес има отприлика 4-5 македонци кои работат во Конгрес. Пред неколку години тоа не беше сликата. Немало интерес или не дека немало интерес, изгледа се бавеле со други индустрии. Имаме, мислам, македонците претежно во Америка се или бизнисмени, луѓе кои држат ресторанти или финансиски институции или било што, а не толку во политика или адвокати. Имаме адвокати доста низ Америка, али се бават повеќе со имиграциони работи или право помеѓу корпорации, а не толку политика или лобирање. И така да во Вашингтон е така мала група на луѓе кои се активно вклучени во политичкиот живот во Америка, али тоа се променува. Многу повеќе македонци сака да помогнат кога доаѓа тоа и не мора да си политичар или политиколог за да се бавиш политички. Секој може на свој начин да помогне, особено што се извинувам, лобирањето е секогаш поврзано и со пари. Без пари нема ништо. Како тука стои омада, од каде се црпат потребните ресурси? Прилично, мислам дека омада е добра позиционирана кога доаѓа финансиски, дефинитивно треба повеќе финанси, поради тоа што каде ги црпите финанси? Најчесто, уствари не најчесто, дефинитивно е од членови и донации и од организирање на некакви гала вечери, конференции, сето тоа, така да ние не добиваме, сакам и да потенцирам дека не добиваме никакви средства, ни од америчка влада, ни од канадска, ни од австралиска влада, ниту од македонска влада. Ние сме дефинитивно, како што кажав, не владина организација која се финансира од самите членови и донатори на организацијата, кои се и македонци и пријатели на Македонија. Кога ги споменавте пријатели на Македонија, интензивно почнавте со формирање на таа конгресна група на пријатели на Македонија. Колкава е бројката и колку таа е постоењето на таа група и работата со неа е битно значење за промоција на македонските позиции, имајќи предвид што се случува со онаа преписка кога на секоја изјава или на секој ваш потек следуваат дузина петиции, реакции, писма до американската администрација од грчкото лоби? Секоја контра нешто е позитивно на некој начин, мислам и повеќе се активираме на тој начин ако има контра. Групата е првата група со името Македонија и македонци, мислам во Конгресот, и тоа е стварно историско за нашата заедница. Кендис Милер е извонредна лидер на ова група кој сега има 19 членови, кои мислам дека околу 10 луѓе се демократи, 9 се републиканци,
И така да на некој начин е изедначено поддршката, кој некои од нив се стварно влијателни во Конгресот. И таа група успеа прошлата година 54 конгресмени да добија на прашањето за Македонија и членството во НАТО, што мислиме дека е прв пат, усвари многу конгресмени ни кажаа дека е тоа прв пат обид или толку висок бројка на конгресмени да добија било какво прашање кога доаѓа за проширување на НАТО. Така да дефинитивно историски времења се за нашата заедница и мислам дека таа група само ќе расти и може да биде од голема помош за македонската кауза. Докаде досега, докаде допира реалната моќ на таквите групи да влијаат на актуелните политики и позиции на американската администрација, а колку останува на едно, условно да кажам, символично ниво. Еве, имаме и ние пријатели кои што некогаш знаат да застанат зад нас и да не подкрепат. Да, не е тоа што се случува во јавноста и дека има тоа група, тоа е дефинитивно може би изгледа церемонијално или било што, али во позадина прво и најпрво да го разбереме америчкиот систем е Конгресот ги држи парите на државата и администрацијата мора да одговара до Конгресот за многу одлуки и сето тоа. И постојано членовите на групата се во контакт со администрацијата и администрацијата редовно иде во Конгресот и со советниците на конгресмените се сретнуваат и изборуваат за прошироката политика на Америка кон Балканот и други региони. Така да на тој период има време и место за диалог и прашање и сито тоа и на некој начин и притисоци кон администрацијата да прави тоа што треба да го прави во интерес на државата Америка кон Македонија. Колку сите овие активности се во некаква координација со македонската држава, со државните власти? Колку се координирате, се консултирате или се помагате постои ли таква релација на соработка? Дефинитивно е позитивно да има таква релација, поради тоа што сепак ние сме диаспора и потекнуваме од Македонија и треба таа врата да биде отворена и постојана. Има ли отворена или? Дефинитивно и мислиме дека во последниве 2 години се има подобрено каде повеќе од претходно и мислиме дека тоа треба и да продолжи напред да се оди. Сепак ние не сакаме да бидеме сватени дека ние сме глас на некоја влада од Македонија или било што. Туку ние сме тука да помогнеме на Македонија и на нејзината имидж надвор од Македонија и надворешната политика, преди тоа што сепак е во интерес на нашата диаспора. И сите имаме некакви роднини, фамилија во Македонија и сите сакаме Македонија да биде успешна. Но понекога знаете да упатите и остри пораки, остри тонови, критички ставови, имате цврст и јасен став во однос на името, кој што понекогаш оди и до пораката да се напуштат преговорите, нема никакви отстапки, ништо што понекогаш одскокнува од официјалните државни политики. Видите, никој пат не може да бидеме 100% согласени за сите работи. Диаспората е, иако има и доста нова диаспора, има доста и постара диаспора, сепак сите имаме на некоја сека дека дефинитивно Македонија треба да го зачува името. Нашето име и нашето право за тоа име. Оти знаеме историјата и што маки сме трпеле од различни империи и диктаторшип, мислам влади, Грција, Бугарија, други интереси, Србија, Албанија и сето тоа нашите малцинства. И ја не можам да сватам како македонец да ние усари јас сум Мето, ти си Боби, и за да седиме на нашата маса, оваа маса, ти треба да се прекрстиш Бобиот и тоа е моето име. Ја не се согласувам со твоето име Боби. Тоа се позиции кои што речиси никој во светот не ги разбира. Меѓутоа, колку во таквите цврсти ставови, неменување на името, напуштање на преговорите, ги имате предвид и реалните состојби дома, позициите на Македонија дома, актуелната ситуација економска, геополитичка и на крајот на крештата реалната потреба дека со оглед на стратешките државни цели еден ден, денес или утре или што поскоро ќе мора сепак да се направи некаков компромис.
Се надеваме дека не мора, али дефинитивно многу луѓе притискаат да треба, поради со сликата дека демек наводно Македонија доколку го промени името, дека дефинитивно влегуваме во НАТО и ЕУ. Ја искрено и нашата организација верува дека ние не сме виделе никој не гарантира. Ја не сум и со состаноци со америчката влада, администрација и со Белата која пред неколку недели имав средба и со ЕУ, никој нема кажано Заклучоците на НАТО се јасни, меѓутоа со таквите позиции понекогаш доведувате дел од македонската јавност, а и такви реакции имало не една и не ретко и не малку. Да. Добро, тогаш повелете, дојдете, оставете ги вашите пасоши, дојдете тука заедно да ги тргаме нашиве маки и да го живееме нашево секојдневие, па потоа ќе расправаме и ќе одлучуваме заедно за нашата судбина. Али знае што, малку е погрешно тоа мислење и мислењето за диаспората. Вратете се вие да видите како е да живеете тука. Поради тоа што, еве, јас ќе ти кажам, во Австралија до пред неколку години не беше лесно да се живее како македонец. Ти имаше право да живееш како австралијанец, да можеш да работиш, да имаш кариера и сето тоа, али владата те насловуваше со друг збор освен македонец. Сега не било лесно за и диаспората и кога доаѓале, например, моите заминале во 70-тите години, кога не биле задоволни со ситуацијата во Македонија, во Југославија, отишле за подобар живот во Америка. Сега ти ако живееш десетини години и повеќе во Америка или во други места, не е баш лесно, вратете се и живеете го животот која живееш, сепак не е лесно и од Македонија некој да отиде во странство, а сепак го има и поголем број што да, но впечатокот одовде дека е вам однадвор, вие сте веќе и лично онаа втора генерација на иселеници, веќе диаспора, бидејќи нели постои таа разлика во термините, но впечатокот е одовде е повторно тој, да, полесно ви е вам, еве, млад, успешен, сте се успеале да се етаблирате и да пробиете во одредени кругови, и полесно ви е вам оттаму да условно или како што тоа некогаш дури и вулгарно се нарекува да солите памет. Не би рекол... Или да давате сугестии. Знаеш тоа се екстремите во кои што одат реакциите. Али работова е што не е нешто чудно. Секој омада од 2004 година има консистентна, политика и стратегија дека мора да излеземе од преговорите во ЮН. Поради тоа што ние мислиме дека прво и најпрво Македонија влезе погрешно во ЮН под различно име. Извини, али ја не сакам да се викам бивша Југословенска република, особено кога моите предци заминале од таа Југославија и никој не сака да се вика Југослав надвор од Македонија. И мислиме дека ова е стварно лошо за Македонија, за да мора ние поради да влезиме во некаква институција. Ако НАТО и ЕУ сакат фер да играт, ние треба да влезиме под нашето уставно име или со тоа што сме се договориле, ја не зборувам UMD ставот, но Македонија прифати да биде насловена под таа референца. Сега, ако меѓународната заедница дефинитивно тоа го туркаше на времето, зошто сега не сака да го турка повеќе, што се промени, како се промени и зошто Грција се дозволува да диктира до нас за како да се викаме и сето тоа. И затоа сите какош ќе ми речат и Самарас, и ајде одлична прилика сега, она и Папандреју претходно. Али луѓе како мене кои имаме потекло некакво од Егејска Македонија и многу луѓе од диаспората кои се заминати како деца бегалци или сето тоа, не можеш ти да им кажеш на некој кој гледал како 6 брајка биле утепани од грчката армија и да му кажеш на нив, Гркот ти вика, мора ти да го промениш твоето име. Емотивно е прашањето за сите, меѓутоа реалноста, новите контексти исто така мора да се сватат. Вие споменавте како би требало да се однесува меѓународната заедница, меѓутоа знаеме колку е сурова реалноста во меѓународната политика. Дефинитивно е сурова, дефинитивно е игра на зборови и приоритети и сето тоа.
Мислам дека дефинитивно нашиот приоритет е НАТО и EU членство. И требаме да го искористиме тоа и да правиме се што треба за да го добиеме тоа. Работава е што истото, и сум го кажал и владата и опозицијата, е што е план Б. Оти искрено мислам дека и да кажеме ајде утре сме спремни да го смениме името, пак немаме гаранции дека следниот ден грчкиот парламент ќе ги ратификува тие договори за влез во НАТО и EU, и кои се гаранциите дека 10 години после откако ќе ги завршиме сите членови ова на устари реформите што треба да ги испроведиме за EU членство, кои се гаранциите дека дефинитивно Грција тогаш или Бугарија или некоја друга држава нема да речи извини, која не е во алтернативата. интерес. И во овој контекст повторно се вртиме во круг на статус кво состојбите. Не е баш статус кво, поради тоа што ја мислам дека мораме да се посветиме на економската ситуација во Македонија. Оти се уште имаме 30% скоро невработеност, што се од Светска банка според статистиките. И тука доаѓа улогата на диаспората. Диаспората од 18 до 20% од домашно бруто производство на Македонија годишен. Тоа е скоро 1,5 милиарда евра годишен приход што влегува во Македонија од страна на диаспората. И тоа е повеќе кон фамилија, кон инвестирање на некои кујки, коли, купување или сето тоа. Она се фамилиарни назнаки. Меѓутоа, она што недостасува се сериозни инвестиции. Зошто? Како да ги направиме тие 1,5 милиарда во конкретни инвестиции? И мислам, вратата е повеќе отворена и повеќе македонци, мислам, се враќаат и инвестираат. И јас со моите контакти, што нон-стоп, еве, например, еден моја возраст, 29 годишен дечко, од Канада, Крис Павловски, успешен бизнисмен, има компанија медиумска во Канада, одлучи, дошол на одмор, преку лето да посети фамилијата и сите вика, не ни даваат ова, не ни даваат тоа, владата не ни дава ова и ова, и вика, а зошто владата треба да ти даде нешто? Или зошто треба да очекуваш од некој да ти даде нешто, зошто не го правиш ти? И формира компанија Cosmic Development и еве сега има скоро 60 вработени во рок на година и пол, а тој вика, ја немам профит од тоа, уште. Али, поради тоа што сум македонец, сакав да помогнам да отворам нешто, го направи тоа. Има многу случаеви такви од македонци кои се враќаат и инвестират, треба повеќе. Сепак е тешко да ги стекнеш тие средства во диаспората. Не е толку лесно да ги изработиш сепак. Али после е потешко и некој пат да ги дадеш, што ти не знаеш дали е сигурно нешто. Се уште треба и судски реформи тука, уште треба за сигурност, еве и real estate. Значи, постои скептицизам во стабилноста на правниот, економскиот, политичкиот поредок овдека кај дел од диаспората? Сегде има тоа. Истиот проблем е кај и другите, и кај србите, и кај хрватите, и кај други националности. Оти сепак и некој пат е од неинформирање или недоволните контакти, или искуството од во 90-тите години, кој што јас знам лично, многу луѓе вика, ме праша, јас сакав да инвестирам $2 милиони, ми рекоа, ајде ти дај ми 5 или 10 и ја ќе ти помогнам. Тоа слика треба да се промени кај диаспората и мислам дека пополека се променува и повеќе диаспората сака да помогне на Македонија. И не значи дека мора само економски. Може на културна база, туристичка база. Ако се обидеме некако да ја типизираме, да ја отсликаме диаспората, кај голем дел од граѓаните во Македонија, таа слика би била оној познат скеч на К15 со оние донации од $10-20 и онаа позната изрека, ние овдека во Австралија имаме фрижидер. Зошто е тоа се уште така? И тоа е жално, ти да ти кажам, малку е не малку, многу е навредувачки. Тоа е веќе стереотип.
стереотип и многу меѓутоа го споменав бидејќи е навистина реалност. Да, мислам дека се согласувам. Верувај, сум бил на неколку дискусии кај што луѓе ја ќе речам да ја да платам за кафето, не, ние ќе платиме оти не $5 за диаспората и викам, знам дека е смејување, али некој пат е навредувачки, дефинитивно. Да, но веројатно дека треба да се промени. Недостаток на инвестиции, на соработка, она што во почетокот го реков, партнер на државата или заборавено дете. Сите тие дилеми околу улогата на диаспората. Диаспората не е таа што луѓето мислат дека е неедуцирана класа на луѓе националисти или било што. Диаспората повеќе едуцирана класа на луѓе со високо образование, што се луѓе кои се етаблирани во нивното општество во Америка, Канада, Австралија, Европа и на некој начин сака да помогнат. Некој пат не е лесно и временски да помогнеш, али сакаш на некој начин и дали ќе помогнеш на некој контакт и не знаеш, јас знам случаи кои луѓе помагале македонци да доаѓаат во Америка за работа и сето тоа на времето. Мислам дека треба дефинитивно да се промени и треба да се свати диаспората. Оти не е оти сепак дефинитивно не живееме тука. Живееме во други општества кај што менталитетот е различен, како и други нации во светот. И мора да ги сватиме и да имаме таа отворена слика кон диаспората, дека може таа да помогне за Македонија. Сепак е диаспората партнер на Македонија и мислам дека диаспората е најголемиот потенцијал за Македонија надвор од државата. Ние сме на некој начин најдобрите амбасадори за државата надвор од државата. Во Скопје сте и со еден друг повод се организира 4-та глобална конференција на диаспората. Мотото е 100 години од Букурешкиот договор и поделбата на Македонија. Зошто токму оваа тема? Прво и најпрво со различни дискусии од нашите членство, секој сакаше и секој зборуваше дека треба некакво да се отвори ова прашање за 100 години од Балканските војни, 100 години од Букурешкиот договор. Има доста недоразбирање дали тој договорот истекува после 100 години или сето тоа. И ние токму на тоа прашање, поради 100 години на август 10 се прави 100 години од подпишувањето, но веќе 100 години се одбележа од Првата Балканска војна и сега овај месец одбележува завршокот на таа војна. Сега, ние носиме 44 академци од 12 држави присуства на различни теми во последните 100 години на Македонија и македонскиот народ од договорот. За да се дискутира и да се дебатира, диалог да се отвори за што се случило и како да учиме од тие грешки што се направиле во последниве 100 години и како да работиме за да одиме напред. Ние не сакаме да се враќаме кон историјата, туку сакаме да одиме напред, да учиме од историјата. Да биде поука за иднината. Дефинитивно. Има голем потенцијал соработката помеѓу диаспората и Македонија, како што кажав, и многу луѓе што доаѓа на конференцијата. Веќе имаме гости од 23 држави за целосната конференција и тие луѓе се првпат во историја, првпат во животот да доаѓаат. Говориме за гости истакнати македонци кои што се во диаспората или странци поддржувачи пријатели на Македонија, или тоа ќе биде микс од различни? Миксот и сепак за нашата работа да биде успешна ни треба и пријатели. И така да дефинитивно ќе има од двете страни и многу сме горди што ќе доаѓаат во Скопје, ќе биде во Александар Палас од 24 до 27 јули и после тоа организираме културни турнеи низ Македонија да се види убавината на Македонија и како што кажав, некои луѓе првпат доаѓаат во Македонија и воодушевени се, одвај чекаат и мислам дека ќе представиме многу убава слика за Македонија и се надеваме почесто ова ќе се прави за повеќе луѓе и ние мислиме дека со ова конференција од прилика имаме направена проценка дека со нашите учесници скоро 300.000 евра ќе се инвестират во локалното општество во Скопје и во разните турнеи што ќе идеме низ Македонија и плюс Мала Преспа, Воден и Благоевград да ги посетиме македонците во соседните земји.
останувате на тоа ќе бидат само посети или како што се слушна дека конференцијата ќе има 3 дела. Едниот ќе биде Скопје, вториот би бил во Грција и третиот дел би бил во Албанија. Има некаква символика во тоа или тоа ќе бидат само прошетки? На некој начин и прошетки и состаноци со тие луѓе што се од македонското малцинство во тие земји. Оти сепак сакаме да видат луѓето кои ќе доаѓаат на таа посета да видат како живеат македонците во тие земји, што проблематики се сопаѓаат. Оти сепак сакаме поддршка од овие луѓе во иднина за нашите програми кога доаѓа за бранење на човековите права на нашите браќа и сестри во другите соседни земји. Конференцијата делот кај што ќе се дискутира и сето тоа, најбитното е тоа 24 до 27 поради академската делот, и ова е можеби прв научна конференција на ова прашање во Македонија, поврзана со луѓе надвор од Македонија, академци и внатре кои работат на ова проблематика со години. Имаме луѓе од Оксфорд University, од Мишиген, од Масачусетс и професори, мислам, и многу е позитивно што ќе доаѓа и ќе дискутират за ова проблематика, и со тоа сите трудови ќе ги печатиме на англиски јазик и на македонски, ќе има 2 изданија, и тоа после ќе се дистрибутира до универзитети и библиотеки во светот. Ја можам да ти кажам дека единствената книга во мојата библиотека кај што живеев како мало дете до гимназија беше Македонија 4000 години на грчка историја. Таа единствена книга беше на Македонија. Тоа беше пропаганден материјал од Пан-Македонија асоциацијата, 10.000 примероци ни сегде во светот. Тука доаѓаме до она прашање дека сепак таа спрега диаспора матична држава не функционира баш како што треба, доколку недостасува таа основна литература или па нека биде и пропаганден материјал, ако се али треба да разбереме дека Грција е 190 години дипломатија, а Македонија е само 22, и мислам дека во споредба на Грција што има направено во 190 години, а ние во 22 години од посткомунистичка земја до демократија на некој вид, НАТО, ЕУ членство, и се развива и барам на некој начин економски е подобра во споредба на мала земја во другите држави во регионот, и мислам дека е доста позитивно и може само да се подобрува, и треба информирање. Едукација е најбитната работа, а ние имаме супер во многу други полења освен академското поле на Македонија. И мислам дека треба да инвестираме повеќе во програми на универзитети во светот за да се едуцира прашањето за Македонија и повеќе луѓе да зборуваат за Македонија. Оти грците, еве фондации, ОНАСЕС има можеби фондација на секој универзитет кај што токму се зборува само за хеленизмот и во светот, и таа пропаганда и политика на владата. Има ли отвореност во, ќе речам, државата, не ова или претходната власт, отвореност во државата за ваквите идеи? Мислам да, еве колку што заприметив се преведоа можеби 150 книги, не знам, од македонска историографија, културографија, фолклор и сето тоа, и се донира до библиотеки во светот, и знам дека во Library of Congress амбасадорот донира тие 150 книги на англиски јазик, што претходно во библиотеката на Конгрес немаше многу книги за Македонија. Исто така во Канада заприметив дека се донира, така да пополека на некој начин се прави тоа, и се надевам дека ќе се продолжи. Мислам дека има отвореност. Мислам дека луѓето сваќаат, сите во Македонија сваќаат дека треба повеќе да работиме, да се подобри имиджот и да луѓето да добијат, усари светот да добија појасна слика и за да не поддржава нас за нашите битни прашања. Кога диаспора ќе се обедини макар и на конференција околу една ваква болна историска тема, тогаш и коментарите можат да бидат различни. Особено ако конференцијата се продолжи и во Воден, и во Мала Преспа, и во Пиринскиот дел. Што очекувате да биде она како финален одглас од оваа конференција, а да не
побуди критики за разноразни аспирации или негативни контексти? Сакам да бидам јасен, ставот на омада е не да бараме територии никаде. Ние сакаме право, нашето собствено човечко право, за да се изразуваме како македонци и да имаме тоа право секаде во светот. Дали е тоа во соседните земји или Австралија, Америка, Канада, тоа е нашиот приоритет. Сликата што сакаме да ја дадеме, дефинитивно, можеби дијаспората не е обединета како што треба и мислам дека никоја дијаспора не е. Јас си членувам и во други... Случајот со дијаспората од Македонија е и проблемот на етничката припадност. Немате некоја добра соработка со албанскиот дел? Не би кажал така. Ние имаме соработка со албанските организации во Вашингтон. Уствари, највлијателната албанска организација во Вашингтон е член на нашата коалиција за Југоисточна Европа, која е неформална група за соработка со етничките групи и дури имаме и грци, турци и бугари на таа група организации. Второто е работиме на културна база со албанската дијаспора. Правевме две промоции. Една промоција на книгите на Штерио Спасе, кој е еден од познатите писатели во Албанија од македонско потекло, и правевме сега во април месец промоција на книгите на амбасадор Луан Старова, кој е албанец, македонец со албанско потекло. Така да, дефинитивно на некој начин имаме соработка. А таа соработка, ако се размислува на поле на разединетост или за критики или сето тоа, дефинитивно има работи што може да се подобрат. Има се уште и нејасна слика и кај албанците и кај македонците за еден друг поради 2001 ситуацијата. Но и внатре меѓу македонците, што е уште и внатре што треба, сепак сме луѓе, усвари, сите се државјани на Македонија и треба да работиме за да се подобри Македонија како држава. И нема простор во Балкано да се менуваат границите повеќе. И тоа е јасна слика и ние сме изразили, например, Сали Бериша, премиерот на Албанија, кога објави дека албанците треба да се соединат во една држава, доби оштри критики од америчката влада и од ЕУ и од ОМАД, оти ние не веруваме во територијални претензии и тоа исто и за Грција кога доаѓа за спорот за името, што Грција нон-стоп лобира дека ние сме земја која има територијални претензии спрема Грција, а тоа не е точно. Многу се прашањата кои што ни преостанаа, но веројатно не успеавме да ги допреме, бидејќи се чини дека иако сме едно, сепак се уште не се познаваме. Ние овде како автохтони и жители и дијаспората. За крај, да си дозволам, ако ми дозволите, едно лично прашање. Што е тоа што мотивираше млад човек како вас, надвор од Македонија, преку океанот, да се ангажира за македонската кауза? А што би го мотивирало евентуално да дојде и во Македонија, па и од тука да се ангажира за Македонија? Прво, порасна во фамилија која работеше на човекови права. Татко ми беше еден од основачите на човекови права друштвото во Нью Џерси. Кога бев 16 години, татко ми за жал почина од рак. На ден Илинден, август 2 почина 2000 година и то и во последната недела пред да почини читаше статија за мене во едно списание македонско за како бев ставен секретар на младинска асоциација и сите пријатели што доаѓа и малку сум емотивен за тоа, сите пријатели што доаѓа вика види син ми се гордеам и сето тоа. И тоа ми остана, мислам дека аманет да помогнам, да сакам и така да сум горд и сакам да помогнам што повеќе на Македонија, а за кога доаѓа за да се вратам во Македонија, дефинитивно не го исклучувам тоа да се вратам во Македонија и да помогнам од овде некој ден, но дефинитивно моментално мислам дека мојата работа уште не е завршена со омада во дијаспората и кога ќе мислам дека е завршена, мислам дека тогаш ќе се вратам во Македонија да можам и од Македонија да помогнам. Јас ви благодарам што бевте вечер во мој гости. Благодарам многу, Бог. Почитувани, тоа беше вечерашнава 24 анализа, воедно и последна за оваа сезона.
Поради годишните одмори со следните анализи на актуелните збеднувања се гледаме веќе од стартот на септември. Довидување.